Добар ден, креативни дечени. Јас сум Елена и денес заедно ќе совладуваме наставната содржина естетско проценување на ликовните дела од тема цртање, користејќи го ликовниот јазик. Најбитно во ликовното изразување е што сакаме да пренесеме на публиката или на тие кои што се обраќаме. Тоа е многу значајно, бидејќи ликовната уметност е комуникација и размена на идеи, информации со помош на ликовен јазик. Потоа е битно да одбереме начин како да ја пренесеме информацијата. Цртежот како категорија е основа за запис на ликовната идеја. Цртежот помага да ја визуализираме идејата од мисловна да стане видлива. Цртежот може да биде скица за едно дело, но може да биде и самостојно ликовно дело. Покрај во ликовната уметност се користи и во области како архитектурата, дизајнот, моден, графички, индустријски, сценографија и storyboards, план за филмски сцени или реклами. Сега ќе погледнеме 3 цртежи од Леонардо да Винчи, кој што е ренесансен уметник. Тој се инспирирал од природата и околината и се обидувал со научен пристап да нацрта и да создаде направи кои ќе се корисни за човекот. Го истражувал светот околу себе, наблюдувал. Научниот цртеж пренесува точни податоци за некој предмет, производ, објект, зграда или појава, така што сите што го гледаат добиваат точни податоци. Уметничкиот цртеж не пренесува само податоци за некој предмет, туку пред се мисли, чувства и доживување на уметникот. Лево може да го погледнеме цртежот од Микеланџело Буонароти, на кој што е представена базиликата Свети Петар во Ватикан и датира од ренесансен период. А десно може да го погледнеме цртежот Водопад од Коно Баиреи, кој датира од 19 век. Постојат повеќе слоеви кога се наблюдува уметничко дело, па треба да се запрашаме. Кој е мотивот или темата? Мотивите и начините кои ги користат уметниците се проучуваат со област иконологија. Кој е материјалот со кој е изработено делото? Научната дисциплина која се занимава со проучување на материјалите се нарекува технологија на уметнички материјали. Она што денес ќе го објаснуваме, ликовниот јазик, научната гранка која ги проучува ликовните елементи и принципи се нарекува теорија на обликувањето. Што зборуваат или порачуваат делата? Најблиската научна гранка е теорија на информации, односно семиологија, односно теорија за знаците. Дали уметничкото дело е посебно препознатливо, со посебна уметничка индивидуалност? Индивидуалните разлики меѓу уметниците ги проучува ликовната типологија. Дали уметниците чии што дела се анализираат имаат творечка сила, односно креативност? Тоа се проучува со теоријата на ликовното творештво. Дали уметниците кои го изработиле делото имаат специфичен метод и стил на обликување? Бидејќи секој вистински уметник е посебен, неповторлив и тој одбира само на себе прифатлива ликовна поставка. Може ли на уметничките дела да се видат карактеристики на времето во кое е настанало? Кога се изучува историјата на уметноста, се осознава дека секое време има свој начин на изразување. Дали може да се препознаат уметнички дела од одредени народи или простори? Дали обкружувањето се одразува во створештвото? Бидејќи секој народ си има посебни традиции. Дали може на делата да се видат социјалните влијанија на одредено доба и поднеби, односно социјалниот аспект на уметноста? Секое време има одредени општествени односи. Уметникот го одразува времето во кое живее, луѓето, сцените и во своите дела внесува наклонетост или неодобрување. Ликовните дела се сложени. Наблюдувачот може да ги разбере ако ги открива сите нивни слоеви. Творечкото дело го препознаваме по длабочината, оригиналноста на чувствата, мислите кои не збогатуваат, кои не принудуваат да размислуваме за светот на нов творечки начин да ги разбираме нештата. На следните два цртежи, ако ги анализираме со ликовен јазик, ќе забележиме ликовен принцип ритам со повторување на линии и насоки и постигната е линеарна перспектива и илузија на простор.
дека десно може да забележиме ликовен принцип градација со ликовен елемент тон и текстура. На следните цртежи кои ги изработил Рафаел Санти може да забележиме дека употребил ликовен принцип градација со употреба на тонски вредности, ликовен принцип хармонија со ликовен елемент текстура и линија. Ликовен принцип кој што е употребен исто така пропорции, односно сооднос на големините на формите. Тука може да забележиме разлика помеѓу линеарен, тонски и текстурален цртеж, односно во сите три цртежи покрај тоа што има ист мотив, одреден ликовен елемент е доминантен. Лево може да погледнеме цртеж во колаж техника со ликовни елементи форма, текстура, линија и тон. А десно може да погледнеме цртеж во техника лавиран туш со ликовни елементи тон, линија, насока и форма. На цртежот лево забележуваме дека уметникот употребил ликовен принцип контраст со тонски вредности, текстури и боја, представен е простор со различни големини на форми. Дека десно може да забележиме ликовен принцип ритам со употреба на линии и текстури кои што се повторуваат. На следните два цртежи, ако ги анализираме, ќе забележиме дека е употребен ликовен принцип ритам со повторување на линии и ликовен принцип пропорции со сооднос на големините на формите. Употребен е ликовен принцип хармонија со употреба на слични тонски вредности, текстури и форми. На следните два цртежи е употребен ликовен принцип контраст со нагласување на разликите во светли и темни површини на формите и разлики во текстурите. На следните два цртежи може да забележиме дека од ликовни елементи се употребени простор, текстури, тонски вредности, насока и форма. На следните три цртежи, кои што се детски ликовни творби, може да забележиме дека учениците ги изразлија нивните мисли, пораки и чувства со употреба на ликовни елементи и принципи. Употребени се градација со тонски вредности, форми, хармонија со тонски вредности, хармонија со линии. Тука може да погледнеме цртеж скица за подготовка на дело и дигитална графика од ученичка, во кој што пренесува своја порака и приказна, користејќи многу ликовни елементи и принципи. Ликовни принципи ритам, контраст, градација и ликовни елементи линија, форма, големина, тон, боја. Како домашна задача сакам да ви зададам да направите естетска анализа за вашиот најубав цртеж од оваа тема. Анализирајте кој бил вашиот мотив, техника, ликовни елементи и принципи и која е пораката која што сакате да ја пренесете на публиката. Ви посакувам секое добро и се надевам во иднина повторно ќе совладуваме нови наставни содржини.